Добро вечер, почитувани. Благодариме за вашето присуство. Јас сум Мона Земон и вечерва ќе бидам модераторка на јавната дебата кој се плаши од културата на другите. Тоа е наслов што може би провоцира, но поставува суштинско прашање, затоа што терминот другост означува различност, да се биде другиот во однос на тоа што е свое. Таа поделба на ние и тие е основа за градење на етнички и културен идентитет, но често води до исклучување, што е особено видливо кај помалобројните заедници во Македонија. Културата на помалобројните заедници за жал кај нас останува маргинализирана и слабо поддржана. Уметниците и издруженијата што работат на зачувување и развој на нивната култура со години се соочуваат со минимална и недоволна помош, затоа што ниту институциите, ниту странските донатори овозможуваат средства за континуиран развој на нивните култури. Иако постојат стратегии и иницијативи, тие ретко се спроведуваат, а многу културни проекти остануваат само на хартија. И ваквиот пристап ја доведува во прашање самата суштина на културната различност, која што е едно од темелите на современите културни политики според УНЕСКО и ја подкопува мултикултурноста како општествена вредност. Граѓанското општество и меѓународната заедница, поточно Советот на Европа, на неколку наврати апелираат до властите да обезбедат средства кои што ќе ги задоволат културните потреби на заедниците, но исто така и да ратификуваат Европската повелба за регионални и малцински јазици, кој што представува инструмент со практични мерки кои што може да им помогне на властите да креираат политики за унапредување на условите за развој на културите и јазиците како суштински делови од идентитетот. Денешната дебата ги носи гласовите на оние кои што ја живеат и ја создаваат културата на заедниците во Македонија. Тука имаме уметници и активисти кои што не само ќе го отворат прашањето на системскиот однос кон културата на заедниците, туку и ќе понудат идеи, решенија и визии за иднината. Џабир Доко е театарски режисер со долгогодишно искуство во активизам за човекови права, демократија и културна разновидност. Неговата работа е фокусирана на турската заедница во Северна Македонија, но активно ги следи предизвиците на другите етнички заедници. Исто така, Џабир Доко беше заменик министер во Министерството за односи меѓу заедниците. Алмира Папич е наставничка, публицистка и уредничка, позната по својата посветеност на афирмацијата на босанскиот јазик и култура во Северна Македонија. Таа е авторка на неколку дела, меѓу кои првиот македонско-босански речник и е уредничка на единствениот весник на босански јазик Шадрван. И исто така Суат Скендери е еден од основачите на Институтот за истражување и анализа на политики Ромалитико. Тој дипломира политички науки, меѓународни односи и новинарство, а подосна се стекнал со магистерски студии на Централно-Европскиот универзитет во Будимпешта на политички науки со специализација методологија на истражување. Тој бил истражувач во Think Young во Брисел, Roma Integration 2020 во Белград и координатор на Европскиот ромски институт за уметност и култура за Македонија. Добро вечер на сите и добре дојдовте. Еве сега ќе почнеме со неколку воведни прашања. Би сакала да ве прашам кој се плаши од културата на другите и како ја оценувате актуелната состојба на културата на помалобројните заедници во државата? Значи каква поддршка добиваат уметниците и културните здруженија од институциите? Според вас, кои се клучните пречки што ја попречуваат нивната видливост и какви чекори би требало да се превземат во иднина? Можете, Џабир, ако сакате вие да почнете. Може, секако. Првин сакам да се заблагодарам за можноста што ме поканивте вечерва да бидам дел од оваа интересна дебата.
Исто така благодарности до организаторите на настанот, бидејќи навистина во нашата земја се помалобројните заедници имаат можност да си ги искажат своите ставови и особено мејнстрим медиумите многу ретко даваат простор за овие теми, а сепак станува збор за една популација скоро 10% од нашето општество и секако имаме што да кажеме, имаме што да понудиме и секако овие прашања, овие проблеми се важни за целата наша земја, не само за помалобројните заедници. Прашањето е доста провокативно и интересно, исто како и насловот на вечерашниот панел. Јас имам чувство дека ние како општество се уште живееме во некој микросвет кој наликува, еве да се изразам со еден театарски термин, на една битова драма. Во овој микросвет на некој начин поголемиот дел од населението живее во еден монохроматски свет. Сите поделби се прават меѓу мои, твои, наши, ваши. Секогаш бараме некаков си измислен противник кој доаѓа од надвор, нешто да ни наметне, да го освои тоа што е наше, да ни наметне своји ставови, своји вредности, а при тоа со живење на еден ваков начин, со еден ваков монохроматски визир, ние сме оскудени да ги видиме сите бои кои ги нуди нашето општество како мултикултурно, мултинационално општество. И веројатно ова се однесува и до политичките елити во нашата земја, бидејќи и тие на некој начин ја поддржуваат ова монохроматска визија и секако во вакви услови помалобројните заедници се чувствуваат загрозени, понижени, заборавени и слично. А тоа директно се гледа и во односот на институциите кон развојот и заштитата на културата на помалобројните заедници. Што треба да се превземе за да се смени ова? Се разбира дека ова е едно широко прашање, верувам дека во текот на дебатата ќе се отвараат и тие прашања, но најважното прашање секако ќе биде што можеме ние како помалобројни заедници да понудиме како решенија, исто така конечно нашите ставови да дојдат на дневен ред. Ви благодарам.